Првиот човек на судскиот совет Зоран Карачовски изјави дека четворица судии од кривичниот суд кои за време на претходниот председател Владимир Панчевски беа делегирани од судовите во Неготино, Тетово и други судови, се вратиле во матичните. Помеѓу нив и судиките Александра Поп-Стефанија и Елена Илиевска Јосиповиќ, за кои СЈО поднесе барање за разрешување пред Советот за факти, иницијативи кои беа отфрлени од Советот и не стигнаа на дневен ред на судскиот совет. Предлог буџетот за 2018 ќе изнесува 3,4 милијарди евра со буџетски дефицит од 2,7% од домашниот бруто производ, помал во однос на оваа година кој изнесуваше 2,9. Премиерот Заев на пресконференцијата најави поголеми капитални инвестиции и кратење на непродуктивните трошоци. Тој најави дека платите во здравството и образованието ќе се зголемат за 5%, додека во одбраната за 10%. Алијансата на албанците останува во владината коалиција, за новиот министер за здравство ќе се одлучи во партиските органи. Во емисијата Патот кон на телевизија Ал-7, Села истакна дека ја застапува идејата министер за здравство повторно да биде лекар. Во врска со парламентарното мнозинство, Села смета дека тоа може само да се прошири, но не и да се намали. Желбата на ДУИ, Алијансата да ја напушти владата, може да се исполни само ако извршната власт почне да личи на претходната влада предводена од ВМРО-ДПМН, рече Села.